студиото со вас Маријан Николовски. Вечерни вести во 9. Добро вечер. Нови повисоки цени за сместување во старечките домови, корисниците се жалат дека ова е трето поскапување во краток рок. Наташа Мерсовска во овие вести ги има деталите. Маријан, сместувањето во државните старечки домови од овој месец е зголемено за 190 денари од ден или плюс 6000 денари месечно. Поради зголемените трошоци за живот, граѓаните кои што се сместени во овие објекти, наместо досегашните 20.000 денари месечно ќе треба да плаќаат по 26.000 денари. Инаку ова е второ зголемување за една година. Лани цената во јули се зголеми за 60 денари од ден, а додека последното беше во 2021-та, кога сместувањето во државните старечки домови се зголеми за 40 денари од ден. Деталите ги гледаме од прилогот кој следи. За 100 евра месечно поскапе сместувањето во државните старечки домови. Услугата за нега и исхрана на стари и болни лица во гериатриските центри низ државата од овој месец е зголемена за 190 денари дневно. Ако досега сместувањето чинело 670 денари на ден, од овој месец се плаќа 860 денари или за 30 дена. Сместувањето од 20.100 скокна на 25.800 денари. На што се должи зголемувањето на цената, одговор надлежните најавија за утре. Но во дописот кој им бил испратен на лицата кои имаат сместено членови во оделите на специјализираната болница за гериатриска и палијативна медицина, 13 ноември стои: утврдената цена е резултат на порастот на трошоците за живот и направените анализи за зголемените трошоци за живот, особено цената на храната, комуналните услуги, струја, вода, екстра лесното гориво за затоплување, за потребите на сопственото парно грејење и друго. Цената на здравствените услуги не е променета и согласно одлуката на Фондот за здравство изнесува 10 денари од ден. Зголемување на цената имаше и лани во јули, кога сместувањето поскапе за 60 денари од ден, поради истите причини, односно зголемените трошоци за живот, и во јануари 2021, кога дневната услуга порасна за 40 денари. Инаку објектите во Ѓорче и хосписот во Битола се единствените државни за оваа намена. Сместување таму со месеци чекаат над 100 лица, но листата постојано се зголемува, бидејќи има 24 часовна здравствена нега и грижа. За разлика од државните, во приватните домови за стари лица цената месечно се движи од 700 до 1200 евра. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Полициски началник барал казната за братот на градоначалникот на Газибаба, кој бил фатен како вози со брзина над дозволената да биде пишена на друго име. Ова денеска го објави СДСМ, обвинувајќи ја власта за селективност при казнувањето. Мини Купер со скопски регистарски таблички, управувано од Далибор Стевковски, брат на градоначалникот на Газибаба, Борче Стевковски. Тој почитуван и воедно и собственик на автомобилот. Среде Скопје, братот на градоначалникот летал со 88 км на час, иако дозволената брзина е 50 км на час. Свиркачи од Министерството за внатрешни работи ни доставија видео снимка од радарот, на која јасно се гледа колку вози Стевковски среде Скопје. Полицајците почитувани го стопирале за да го казнат за пребрзо возење, но тогаш Далибор Стевковски телефонски контактира со некој во Министерството за внатрешни работи. За само една минута, началник од Министерството за внатрешни работи, кој според нашите информации во тој момент дури и не бил во земјата, се јавува на полицајците и им дава наредба братот на градоначалникот да не биде казнет и да биде ослободен. Бидејќи прекршокот веќе бил евидентиран, наредено им е казната да ја запишат на друго лице. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски ја потврди точноста на информациите и најави кривична одговорност за вработениот во МВР. Беше утврдено фактичка состојба првично, која што е многу пострашна од онаа која беше објавена од Социјалдемократскиот сојуз, односно се утврди фактичка состојба каде што конкретен полициски службеник постапил спротивно на неговите законски овластувања и при тоа дозволил да одредено лице помине без соодветна казна која што требало да му биде изречена. Тоа е првиот прекршок кој што го направил, спротивен на стандардните оперативни процедури и спротивен на закон. А вториот, уште поголем прекршок од оној првиот, е тоа што
недолжен граѓанин, никако не поврзан со предметниот прекршочен настан до тој момент во таа ситуација, го навел во рамки на документацијата која што се изготвила од страна на Министерството за внатрешни работи како одговорен за предметниот прекршочен настан. Со што сторил одредено кривично дело кое што ќе биде процесирано од страна на Министерството за внатрешни работи. Конкретното лице кое што беше пропуштено без казна, согласно информациите кои што ги имам, во текот на денешниот ден самото се пријавило во полициска станица Пролет и за истото е изречена прекршочната санкција која што треба да се изрече за возење над дозволена брзина која што е утврдена со закон. Санкцијата му е изречена како парична, која што требало да му биде изречена, тоа е 300 евра, нели, доколку ја плати во рок од 8 дена, мислам нека беше, може да плати половина од казната и ќе се процесира забрана за управување со моторно возило до надлежниот суд. Така да Министерството за внатрешни работи овој случај првично го расветли веднаш по добиени информации од страна на јавно достапните гласила и во иднина дупатам една порака до секој еден полициски службеник кој што работи во Министерството за внатрешни работи, дека е должен да постапува согласно закон и согласно стандардни оперативни процедури. Никој нема никого да има шанса да го спаси од конкретна дисциплинска или друг тип на одговорност. Единствено законот и оперативните процедури се на нивна страна и секој еден е должен да го почитува законот. Пред најавениот протест за утре од страна на семејствата на жртвите во пожарот во Кочанската дискотека Пулс, јавното обвинителство информира дека поканиле на средба представници на семејствата кои би сакале подетално да се запознаат со сите аспекти на истражната постапка. Доколку кај блиските на жртвите постои таков интерес, тие можат да определат своји представници, најмногу по еден член од семејство на секоја од жртвите, кои ќе остварат средба со јавниот обвинител и обвинителите кои постапуваат во предметите, информираат од обвинителството. Сослушувањето на прво обвинетиот за убиствата на Вања и Панче заврши на денешното рочиште. На сите прашања тој тврдеше дека не е виновен. Љупчо Палевски ги негираше убиствата на Вања и Панче. По тридневен распит од неговиот адвокат и обвинителството, Палевски тврди дека тој не учествувал во злосторствата. На денот на грабнувањето на Панче поправал котел во населбата Бутел, а на 27 ноември, кога е грабната Вања, спиел во партискиот штаб, а потоа бил во банка. Според обвинителството, со таквите тврдења Палевски си правел алиби. Ако сум убил, ќе правев алиби. Слушнавте дека сите биле под уцена од мене. Се плашеле да не им ги убивам фамилиите. И зошто имало потреба додам во местноста Дупки, туку едноставно ќе сум наредел. Зошто би одел во Велес за Citroen Канта, што е поевтин од мојот iPhone. Палевски не се согласува ниту со тврдењето дека мотив за двете убиства биле пари. Рече криминален ум би ја убил мајката, а не Вања, бидејќи во таков случај половина од имотот ќе го добиел обвинетиот Александар, кој во тој момент се уште бил и собственик на најскапиот стан кој го поседувал семејството. Ако е користолюбие, ќе имаше контакт со родителите за да се направи таа уцена, да се принуди некој да даде пари. Не само што не се случило, туку не дадовте ниту еден доказ на таа околност, собрати Палевски кон јавното обвинителство. И според одбраната, обвинителството не успеало да докаже вина кај Палевски. Се баре и реконструкција на двете убиства. Во цел свет мислам дека нема обвинет за убиство да бара да се вештачи чаура, а чаурата ќе повторам дека е вештачена единствено само од кој калибар и од кое оружје може да се испука. Тоа е стварно срамно за вакво грозноморно убиство. Балистика да се направи на самата чаура, ќе се утврди од кој тип на оружје е пукано, односно чиво е тоа оружје од кој е испукано. Неминовно е да се направи реконструкција или да се врати предметот во истрага, оти нераščистени ќе останат многу работи. Ако се донесе ваква пресуда, самата каква и да биде осудена на пропаст. Според обвинението, но и сведоштвата на други двајца обвинети, Палевски ги организирал грабнувањата и убиствата на Вања и Панче. Се обидел и да побегне, но тој остана на тврдењето дека заминал во Белград заради лекарски преглед.
целиот случај го смета за политички прогон. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Амбасадорката на САД на денешната дебата за законот за уставен суд ги повика судиите да запаметат за кого работат, посочувајќи дека ова е клучен момент за судството. Според председателот на Уставниот суд, ова е најнереформираната институција. Уставниот суд е најнереформираната институција од независноста на Македонија. Според председателот на Уставен, потребни се итни промени што ќе ги иницира самиот суд, како и закон со Уставен суд. Но што би можело да донесе новиот закон? Според председателот Костадиновски, неопходно е да се прецизира терминот истакнат правник и кој може да стане уставен судија, како и носење на двотретински закон. Се залагам за закон за Уставен суд, но не било каков закон. Значи, или со интервенција во Уставот да се даде уставен основ за двотретински закон, или уставен закон за доконкретизирање на уставните одредби. Тие се тие две можности. Затоа што нас ни треба двотретинско мнозинство да ни ја гарантира нашата самостојност и независност и упадите и можностите од политичко влијание. Поред председателката на државата, Уставниот суд во своите состави наместо истакнати правници имал истакнати политички активисти. Силјановска смета дека треба се приспита начинот на кој се бираат уставните судии, но поважно е да се дефинираат критериумите по кои се станува уставен судија. Ако побарате да набројам од 91 до денеска некои врвни уставни судии кои оставиле печат на уставната демократија, ќе набројам 5, може би и не толку. Не биле истакнати правници, туку биле истакнати политички или партиски активисти и за заслугата добиле место во Уставниот суд. Дали е потребен посебен закон за Уставниот суд, според амбасадорот на ЕУ, тоа е во рацете на институциите на Македонија, а тие како Европска унија го поддржуваат процесот. Исто мислење има и американската амбасадорка која посочи дека судиите треба да работат исклучиво во интерес на граѓаните. Ова е комплексно прашање и правно, институционално и политички. И тоа е одлука која што треба да се направи исклучиво од страна на суверените институции на Република Северна Македонија. И ова сакам да го нагласам, не е на Европската унија да препорача дали треба или не треба да се носи закон за Уставниот суд. Искористете го овој момент. Ве молам, запаметете за кого работите и зошто сте поставени тука, и ве молам за тие кои што сте судии, запаметете и подсетете се на заклетвата што ја земавте. А за сите судии и обвинители на секаде во судството, значи ви посакувам да ја гледате оваа постапка и се надевам дека ќе има уште многу и дека законите во оваа држава, колку и да се комплицирани, мора и може да работат во полза на граѓаните. Во Уставниот суд се одржа тркалезна маса со суди и експерти за темата дали е потребен закон со Уставниот суд, со цел да се отвори дебата на оваа тема. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Министерот за правда Филко вели дека не се досни со судските закони кои согласно реформската агенда треба да бидат донесени до јуни годинава. Веќе ја имал првата работна средба со представници на опозицијата и ги представил измените, за кои чека нивни одговори. Законите се тука подготвени, доставени, транспарентно објавени. Ние нема да дозволиме реформите да бидат жртва на дневна политика или било каква бирократска инертност. Работната средба помина добро, во работна атмосфера, беше доста кратка, морам да признаам една од пократките во животот што сум ги имал, каде што од моја страна беа информирани за работите и работните процеси до каде се и каде они би можеле да дадат свој придонес. А тоа што председателот на СДСМ не ги повлече, говори за нивните капацитети. Почина Миле Димитровски, редовен професор на Машинскиот факултет во пензија, доаен на научната мисла во машинството во Македонија, активен во социјалниот и општествениот живот во државата. Бил раководител на лабораторијата за мотори и автор на многу научни и стручни трудови и книги. Бил основач и претседател на Комората за овластени инженери на Македонија. Погребот ќе биде на 30 април на гробиштата Бутел. Тука е крајот на овие вести.